Берат Јакупи е еден од најпопуларните наши спортисти и еден од најуспешните кога е во прашање каратето. Неодамна се врати од Истанбул, од она надпреварување во Премиер лигата, каде што околу 16, ако не се лажам, наши каратисти беа на тоа надпреварување, на тој турнир, некаде над 600 надпреварувачи. Берат Јакупи, добро утро. Добро утро и чест ми е ова утринско што сум дел од вашата емисија. Благодарам. Она што јас го најавив, тоа е дека после година и пол пауза некаде, она Премиер лига во Истанбул, Турција, со не знам дали се премногу кога реков 600 учесници или не, меѓутоа 16 каратисти од Македонија, јас би рекол најдобрите можеби не представуваат таму. Да. Берат Јакупи со 3 победи и пораз во четвртфиналето. И тоа против противник кој што многу добро го познаваш. Да. Што се случуваше во Турција изминативе денови? Значи, во Премиер лигата во Турција, после веќе година дена без турнири, ова ни беше еден како пробен турнир пред Европското и Олимписките игри. Во овој турнир не биле 600, биле околу 2000 каратисти од цел свет. Да, и еден од најмасовните турнири е во светот, Премиер лигата, значи се околу 9 Премиер лиги во цел свет. Значи тука се зима бодови за Олимписките игри. И ја во овој турнир, да ви кажам право, сум задоволен од моите борби, ако можам да кажам, али не од мојот успех. Бидејќи после 3 победи, што веќе не сме имале борби една година, имав 3 победи и еден пораз од актуелниот првак во ранг листата на светската, турчинот Угур Акташ, што он беше домакин и се случи една ситуација во борбата, не добро за мене, али за него испадна добро. Ја беше борбата 0-0 и на еден момент ја му земав поен и баравме челендж од судијата, бидејќи во карате треба 2 знамиња да има за да се бодува поен. Имаше само едно знаме и во моментот имаше техничка грешка од судиите. Мислеа дека ја немам челендж, бидејќи треба да имаш една шанса за челендж. Ја немам користено, а тие мислеа дека имам користено и веќе немаше многу време за расправување тука во борбата и си продолжи борбата и така пред крај требаше иначе да ризикувам за да зимам поен, бидејќи тој е турчин, е во неговото место и ако останеше борбата 0-0, ја мислев дека немаше да победам и затоа ризикував и он ми зеде 3 поени, али сепак да беше тој поенот у почетокот мој, со 1-0 ке беше веќе друга борба, немаше да ризикувам и веќе со победа на тој меч веќе ми беше гарантирано или трето место или финале. Так. Али сепак тоа е спортот, се случуваат некогаш и вакви случаи во спортот, нека техничка грешка што може да ти кошта многу и во успех. Така, Угур Акташ, како што го напомена, беше твој противник и во неколку други финалиња, да. Инаку Берат Јакупи има бронза од европско, од медитерански, злато и еден куп други медали. Со Акташ ова е втор надпревар или? Не, со Акташ ми е веќе 5 или 6-тиот пат. Никогаш немам изгубено од него, само еднаш на 0-0 и заради тоа и ризикував на крај дека и кога ќе се спротиставиш повторно по 5-ти, по 6-ти пат со еден исти каратист, му ги знаеш ли подобро ударите, му ги знаеш ли подобро? Да, секако. Он е како спортист, како каратист, еден од најдобрите во светот. Так. И спрема дека ние сме веќе борено неколку пати и го имам победено 4 пати и веќе он има еден
како да кажам, може јас сум му незгоден, не знам како да го кажам тоа, што секогаш он има по една резерва кога се бори против мене, али сепак овој пат не беше среќата на мојата страна. Домашниот терен го стори своето. Секако, секако, да. Јакупи, дали кога сте таму во нели тимски со уште неколку наши каратисти, ќе го напоменам тука секако Емил Павлов, Да. кој што засега најблиско е до Олимписките игри во Јапонија. Колку тоа ви помага заеднички и во кариерите и во градењето на односот нели помеѓу двајца, јас би рекол нели супер каратисти од државата, кои што потоа нели се надпреваруваат надвор. Колку таа размена на искуства, колку комуницирате кога сте надвор вака заедно, бидејќи сега можеби е Емил Павлов најблиско до Олимписките игри, утре ќе биде Берат Јакупи, друг пат ќе биде нели Костадиновски или кој да е. Вака, јас со Емил сум скоро секој ден во контакт, си разговараме и за тренинзи и често и заедно и вежбаме, идам ја во Штип, он иде во Гостивар, си вежбаме, се дружиме, али успехот на Емил и на сите други каратисти има многу бенефит од општо како спорт, бидејќи, на пример, ќе кажам некои примери, во Европско првенство или во Светско првенство, кога веќе Македонија има успеси на европско и на светски ранг, судиите, противниците, општо на цела екипа не гледат како успешни спортисти и тие имат некој респект пред нас. И за судиите не сме како држава не се овие аматери па сега дошле нели тука само да настават. Како што има доста држави што се познати во другите спорти, али во каратето не, например Данска. Данска кога ќе падне некој противник од Данска, тој може многу добар да е, али Данска нема успеси и ти како спортист си поопуштен во борбата. Не знам дали сум јасен. Да. А кога веќе има успеси и државата, и другите спортисти, и другите те гледат поинаку. Заради тоа, успесите на Емил и на нас ни помага и како репрезентација, и како држава, и како клуб, и мене лично како Берат. И нормално дека и тренинзите што ги вежбаме заедно, и разговорот дека веќе ние сме постигнато во едно ниво што ни фалат само еден момент за да направиме некој голем успех, и тоа е многу психичкиот дел. Како размислува Емил, како размислувам ја пред борба, што мислиме, што ни се случува. И веќе овие искуство ги разменуваме и веќе доаѓаме у тоа врвниот успех. Така, бидејќи спомена дека заедно тренирате на моменти нели во Штип или во Гостивар, тој имаше неодамна изјава една во која што рече дека доколку неговите против кандидати, всушност нели противници во рингот, видат каде тренира тој, во какви услови би се смееле. Еве од тој аспект еден какви услови имаш ти во Гостивар за градењето на твоите техники во каратето? Значи, ја имам веќе 5-6 години скоро мојот личен клуб и како да ви кажам, не се некои услови што можеш да се фалиш, али имам тие услови елементарни за да продолжам во спортот. Сум ги направил елементарните работи во мојата лична сала и секако дека се трудам секоја година нешто да направам ново, да реновирам и да имам што повеќе услови за поголеми успеси. Али тоа е нашата држава што не можеме да
наеднаш да постигнеме, за да направиме нешто, некои услови, бидејќи треба сам да ги освариш условите за некоја сала или некои И перфектни услови. да. Ali тоа ни останува се на сами да направиме и сали, и реквизити, и се. Да, во еден момент го спомена токму менталитетот кој што со Емил Павлов го имате надвор и со респектот со кој што ве гледаат судиите. Тоа е вашиот победнички менталитет, продолжете и понатаму. Јас сигурен сум дека ќе имаме прилика да разговараме повторно за многу поопширно за она што го правите. Берат Јакупи, благодарам на одвоеното време. Благодарам и на вас и стварно беше чест што бев во вашата емисија. Благодарам. Благодарам. Благодарам уште еднаш.